Плажа, сонце и море се трите причини поради кои девојките во сред лето може да ги видиме со помалку облека на нив. Може би имате такви примери кога девојки со послободен ум на плажа знаат да се соблечат топлес и така да се сончаат. А тоа вам ви изгледа толку чудно, иако насекаде во светот тоа е толку нормална работа. Податоците велат дека има и земји каде сончањето топлес е забрането, како Турција и Дубај, а на одредени плажи во Италија и Шпанија тоа е лимитирано. Во Мексико пак, дури и мажите на плажа мораат да носат маичка. На Јадранот, сончањето топлес обично се прави на скриени диви плажи. Во земјите каде што ќе се прекрши ваквиот закон, глобата за истите е многу голема. Откако познатата актерка Брижит Бардо го соблече горниот дел од костимот за капење на француската ривиера во 1960 година, многумина тоа го сватија како знак на рамноправност и го следеа незиниот пример. Денес, малку французинки се сончаат топлес. Само 2% од жените помлади од 35 години го практикуваат овој вид на сончање. Водејќи се по погоре наведеното анализиравме. Во кругот на јавниот живот, прашавме со која колешка или пак колега би се сончале топлес на плажа. Храброста и креативноста им беше слаба страна. На некои девојките и сопругите им беа изговор. Со сам себе. Па не знам што ти кажам, имам девојка, не гледам така работите и колегите не ги гледам у призма на секс апил и дека имам задни намери за истица. Сашко Коцев само направи испоредба на топлес сончање со снимање секс сцена во филм. А со кого би се сончал топлес? Чекај. Чекај да видам. Сега знаеш кога ќе кажеш, одма кажеш, овој сака големи, овој сака мали. Иначе топлес е многу непријатна работа, да седиш покрај некого што го знаеш и познаваш. И многу често кога ќе се видиш на плажа, било каде, се правиш дека не се знаеш, или е многу непријатно, викаш, ај ќе се поздравам, и имаш едно покрене, многу е непријатно. Исто кога што е непријатно да снимаш, сите што ме прашуваат, абе еротски сцени во филмови, по-непријатно нема од тоа, затоа што тогаш гледаш дека тоа е крв, месо и како беше и кожа. Така да не би сакал, пошто се знам со сите да страда, не би сакал со никој живот така да седи до мене топлес. Би ми било многу незгодно. За Слаткар, одговорот на прашањето вели дека може да заврши со последици. Ја можам да се сончам топлес, али да поканам некого да се сонча со мене. Знаеш, жена што ќе ми направи од тебе. Ама потоа си кажа мислење за дојките на естрадата. Има многу добри во нашава држава, така да многу би гледал топлес, ама сега да ти кажам точно, мојата желба е да ги гледам тие, немам баш нека желба. Па се предомисли. Бабски имаме во оваа држава, треба да почнат да ставаат пластики, кои сите ненормални држави околу нас, така. Лазар Цветковски беше искрен. Би, ама немеша работа со уживање. На нудистичка плажа би отишол, а со колешка не, заради тоа што не сакам кој би одмарал да мешам работа. Само заради тоа. Не, туку, како се вика, не знам, видел на одмор, нормално, ако е нудистичка, каква е таква плажа да е? Топлес за некои не е предизвик. Пример за една. На нудистичка плажа не би отишла ни сама реално, па не со колега, ама појма реално. Не би отишла. А кога две колешки ќе се прашаат по ова прашање, може да падне и договор за топлес сончање. Never say never, ама не би отишла. Ако отидам, со кого? Ти би отишла? Ја и ти? Ја и ти. Може. Заклучок. Не сакаат да спомнуваат имиња, сметајќи дека со тоа би имале задни намери за колешките или пак колегите. Или пак она другото. Имаат љубоморни девојки или сопруги. Но едно е сигурно. Менталитетот на народот кај нас не дозволува топлес сончање.